Со секој нов разменет ракетен напад меѓу Иран и Израел, цената на нафтата и природниот гас на светските берзи расте и за тргувањето и фјучерсите се плаќаат далеку повисоки суми. По драстичниот скок на цената на нафтата и гасот минатиот петок, вчера исто така е забележан нов сериозен пораст на цените на двата енергенси. Цената на нафтата во моментов варира меѓу 74 и 75 американски долари за барел и е блиску до ланскиот максимум, а цената на природниот гас за само 4 дена поскапи за над 20%. Од регулаторната комисија информира дека секојдневно ја следат состојбата на светските берзи и текот на настаните на Блискиот Исток. Не ја исклучуваат можноста да има корекција на цените на дериватите. Преседателот на регулаторната комисија Марко Бислимовски вели дека ескалацијата на состојбата влијае врз одлуките на регулаторите и се надева дека нема да има сериозни поскапувања на дериватите во наредниот период. Во последниве 5 месеци имаме највисока цена на суровата нафта на светските берзи и тоа се одразува на цената на нафтените деривати, кои што ние ги користиме при пресметката на крајните цени за бензините и за дизелот во Македонија и апсолутно да, има влијание тоа врз цените и одлуките на регулаторната комисија за енергетика. Во истиот овој период имаме одредено намалување на курсот на доларот во однос на денарот и во однос на останатите валути и тоа до негде ја облажува оваа ситуација со високите цени на нафтените деривати. И не верувам дека ќе дојдеме во таква ситуација кога ќе имаме енормно високи цени на нафтените деривати. Нападите врз изворите на природен газ во Иран влијаја на цената на овој енергенс, а со тоа и на цената на гасот на берзите, која за само неколку дена е повисока за над 20%, односно 32 евра за мегават час, во моментов се тргува за 40 евра за мегават час струја. Тоа мене повеќе ме плаши. Цената на природниот газ денес на најголемата берза во Европа е речиси 40 евра за мегават час, минатата недела беше 32-3 евра за мегават час и она што е карактеристично е тоа што секогаш цената на електричната енергија на европските берзи ја прати цената на природниот газ, така да имаме и тренд на зголемување и на фјучерсите за третиот квартал од 2025, од 2004 квартал и од 2026 исто така за цени на електрична енергија. Од регулаторна се децидни дека нема да има промени во цената на електричната енергија за домакинствата до крајот на оваа година, бидејќи количините за универзалниот снабдувач се обезбедени по цена од 62 евра за мегават час, исто како и загубите.